Измените во предлог текстот на Законот за јавно рекламирање и кампањи е кредибилно законско решение, согласни се медиумите и ресорното министерство. Со денешната средба со печатените медиуми и дел од порталите заврши фазата на разговори. За весниците и порталите е важно да се најде начин како подобро да се мери читаноста. Министерството предложи тие да формираат комитет и да изберат агенција. Дел од представниците на медиумите предложи агенцијата да го мери и влијанието на медиумот според уделот на пазарот. Подобар механизам, зашто имаше и конкретен предлог за мерење на читаноста на печатените медиуми. Дебатата беше тоа дали тиражот е тој практично показател за читаноста или продадениот тираж, или емитентата и така натаму, да се договорат на ниво на фелата. Доколку во определен рок не се договорат на ниво на фелата, тогаш се оди со агенција која што ќе биде ангажирана од Агенцијата за медиуми. На средбата побарале да се намалат даноците од 18% ДДВ за реклами на преференцијална даночна стапка. Во предлог законот од вкупната сума за реклами на јавни институции одредено е 75% од средствата да завршат кај телевизиите, а останатите 25% да ги делат весниците и порталите. Представниците на печатените медиуми истакнале дека според некои истражувања читаноста нивна достигнува 30% од македонската публика и побарале во законот да се утврди горна и долна граница на средствата. Ресорната министерка потенцирала дека тоа се утврдува според удел на пазарот, а големо влијание во начинот на кој се вршат мерењата имаат интернет порталите, кои се голема непозната равенка за правилно распределување на средствата. За да се третираат и порталите како медиуми, треба да се направат измени во законот. На претходните средби со медиумите беше постигната согласност за националните кабелски и сателитски телевизии и радија, Македонскиот комитет да избере агенција за мерење на рейтингот, а за локалните и регионалните медиуми, Агенцијата за медиуми да ангажира друга агенција која ќе мери гледаноста и слушаноста.